Почитувани граѓани, почитувани медиуми, деновиве гледаме молк од Шеќеринска, нервоза од Шапориќ и молк од мултикултура невладината од Тетоа. Но затоа пак медиумите објавија дека покрај 400.000 денари кои ги доделила Радмила Шеќеринска на невладината на Зоран Шапориќ, нејзиниот колега, и Мила Царовска на невладината на својот колега Шапориќ доделила грант во вредност од 100.000 денари. Замислете, порано се стимулираа фирми за да отвораат нови работни места, а сега се стимулираат невладините организации на министрите на СДСМ. Лицемерно, долно и ниско. Граѓаните трпат за леп, а министрите на СДСМ си ги делат парите на граѓаните. Господине Шапориќ, почитувана Царовска, дали и колку пари е доделено од Министерството за труд и социјала на невладината организација од Тетоа мултикултура, од која што дел е и министерот Зоран Шапориќ? Дали ќе се извините на јавност и ќе ги повлечете грантовите кои ги доделивте на Шапориќ? Наместо да се извините за ова што и го правите на државата и на граѓаните, уште и се заканувате по медиуми и партии што ги обелоденуваат вашите скандали. Не, никој не ви се плаши и никого нема да исплашите и немој ни случајно да помислите дека со закани за тужби некого ќе замолчите да говори за вашиот очигледен, неетички, неморален и недомаќински чин. Граѓаните не можете да ги исплашите и замолчите да бидат револтирани од вашите скандали, бидејќи тие пари кои што си ги префрлате меѓу вас се пари на граѓаните. Но очигледно е дека штом дел од вас молчите, дел од вас инволвираните во скандалите се заканувате, вие ја признавате вината за овој скандал. Царовска, според членот 353 јасно пишува во кривичниот законник дека следува кривично гонење за злоупотреба на службена должност. Јавното обвинителство се уште е на потек и се уште може да ги сотре овие можни коруптивни скандали. Слободно храбрете се и слободно сотрете ги овие криминал и корупција што ни царуваат во владата како никогаш до сега. Тоа ви е работа, впрочем. На крајот, само да ви порачам, граѓаните и Република Македонија ќе победат. Благодарам.